Почитувани, добар ден. Имавме динамичен политички крај на летото и почеток на есента, кои што оставија многу неодговорени прашања, од кои дел ги остави владината криза, а дел Брисел со најновиот извештај што го објави Европската комисија. Сето ова беше повод за денешната анализа со професорката Мирјана Малеска. Професор Малеска, она што падна во очи со годинешниот извештај е дека меѓуетничките односи и воопшто политичката криза, иако се случува пред објавувањето на извештајот, не беа овој пат наведени како забелешка, туку како мотив кој што може да послужи земјава да направи, да се поттикне да направи исчекор нанапред. Зошто? Да. Мислам дека европскиве дипломати, политичари, ја наблюдуваат ситуацијата овдека, сваќаат дека најслабата страна на овој систем, на оваа држава се меѓуетничките односи. Ако се тие лоши, може да дојде до посериозна криза, може да дојде до, веројатно не може да се случи повторно вооружен конфликт, меѓутоа доволно е да се парализира системот и да не можеме, да не бидеме во состојба да се концентрираме на она што е наша задача сега, да кажам, реформи, кои што ќе ни помогна да се придружиме на западноевропските високоразвиени земји. Значи, целата енергија ќе ни отиде во решавање на меѓуетничките односи. И знаејќи го овој факт, кој што од 2001 година до денеска многу е евидентен дека е така, нали, тие се погрижија во овој извештај да не поттикнат, да ја поттикнат власта, владата пред се, нали, да работи на тоа да бидат што подобри овие односи, за да не го трошиме целото време и енергија на решавање на меѓуетничка криза. И во таа смисла да служат како поттик овие позитивни оценки во извештајот, иако самиот извештај започнува токму со потребата да се работи на подобрување на меѓуетничките односи како еден перманентен диалог. Токму зборот диалог е спомнат во извештајот. Дали може би токму опасноста од влачување на меѓуетничките односи не доведе до еден таков теснет, да ни се подаде рака, но под услов да најдеме најскоро што можеме решение на спорот за името или во таа така наречена рана фаза од евентуалното отпочнување преговори со Унијата? Па, до сега оваа власт барем не демонстрираше, односно партијата ВМРО ДПМН и нејзиниот лидер не демонстрира како влада, да кажеме како поголем партнер во власта, не демонстрира дека се спремни баш толку бргу да го решат овој спор без оглед на тоа што во меѓувреме поминавме низ една, две, три да ги наречам така, нали, кризи на владата, кои што можеа да се претворат и во меѓуетничка криза од пошироки рамки. Значи, ги поминавме тие кризи, ништо не се случи во однос на забрзување на овој процес на решавање на името. Не гледам како тоа и сега ќе се случи, нали? Особено имаше некои изјави на председателот на државата дека тој ќе се бори за секој дел од нашиот идентитет и така натаму, нема да отстапи. Меѓутоа, на тој начин мислам дека се загрозува токму меѓуетничките односи, бидејќи ако околу нешто се согласуваат во оваа држава македонците и албанците, а тоа нешто исто така може да ги раздели, тоа е што да се забрза овој процес на интеграција во евроатланските структури. За жал во овој период ние не гледаме ниту подготвеност кај владините партнери да изнајдат некакво решение на кризата. Што очекувате дека ќе направат во наредниот период за разврска на целата ситуација? Во принцип, коалицијските влади се понестабилни од оние кои се создаваат со мнозински изборен систем. Значи, ние сме на некој начин осудени, да кажам така, на известна нестабилност. Но оваа криза, по моје мислење, се разликува од претходните, бидејќи за мене ова криза на легитимитет на власта. Зошто на легитимитет на власта? Ако, значи,
политичките лидери на албанците, кои што ги контролира, да кажеме, општините кај што победиле, нали? А тоа се добар дел од овие општини што се со албанско мнозинство, кажат, ние нема да го почитуваме законот, да речеме, за донесување на одлуки со вето. Ние нема да почитуваме, ќе ги именуваме училиштата како што ние сакаме, да речеме надвор од она што е законска процедура. Ние мислиме дека сме во право и што и да се случи, ние ќе се однесуваме така како што ние мислиме. Това е непочитување на закон. Това не е правна држава, се подрива правната држава. Од друга страна, тоа е според мене реакција на она што мнозинската партија, мнозинството го прави, односно нивните политички представници, поточно да кажеме ВМРО ДПМН е во владата. Според мене, јас со тој принцип поаѓам, мнозинството е поодговорно за она што се случува во оваа држава и во таа смисла наоѓам дека не беше паметно, нити добро да се подигне, да се почне процедура со овој закон за бранителите, а да се изземнат албанците од него, односно припадниците на поранешната герила. Тоа значи дека двете заедници не го работеле доволно, односно заедници е широко, ама еве политичарите што се одговорни најмногу за тоа, потоа и граѓанскиот сектор, едукативните институции, не се работело овие 10 години во доволна мерка на помирување. Што е првиот чекор на помирување? Па да признаеме и дека македонците се виновни за конфликтот, а не само албанците. Тоа е првиот чекор. И ние сме виновни, и вие сте виновни, па ајде да видиме сега како ќе одиме понатаму. Тоа не е сторено. Или не е во доволна мерка што покажува оваа криза сега. Каква разврска во тој случај очекувате од целата ситуација со оглед на тоа што и по интерпелацијата владините партнери останаа на своите позиции? Па добар знак за мене е тоа што, да речеме, коалицијскиот партнер ДУИ се обидува колку толку да остане во некои легални рамки. Да кажеме сега на Невзат Бејта, ја читам изјавата во врска со преименување на улиците во Гостивар, каде мора да се согласат, тоа е тоа право на вето, кое го имаме и на национално ниво, значи мора да се согласат советниците од македонска националност, дали ќе се менуваат имињата на улиците или не. И тој вели, па секако ќе ги смениме, ама првен да чекаме законската процедура, да видиме како ќе оди законската процедура. Тоа е за мене еден добар знак ако се почитува законот. Но не е толку законот во прашање колку еден голем притисок од меѓународната заедница и овој позитивен извештај притисок. И овие позитивни оцени за нас. Чекајте, немојте да се карате, немојте да ја растурите државава, немојте да ја растурите коалицијава. Имате прилика да влезете во една поголема интеграција која ќе ви носи подобри бенефити, така натаму. Пробајте да го решите проблемот. Това е според мене број 1 притисокот што не држи, да кажам, ни дава време, со други зборови, ни дава време да се акомодираме, да се прилагодиме едни на други, некои горшливи работи да ги проголтаме и едната и другата страна и евентуално да се надмине кризата. Во моментот е затишје како што гледате и веројатно сите ќе размислат дали е паметно да се сруши власта, а има и нешто што се вика брекдаун на демократскиот режим, скршење на самиот демократски режим, да се скрши, да кажам, нали? И да се доведе во прашање, да се доведат во прашање сите досегашни придобивки. Мислам, многу ќе размислат партиите на власт и овие што се во коалиција. Ви благодарам за разговорот. Јас ви благодарам вас. Гостин во денешното интервју на Радио Слободна Европа беше професор Мирјана Малеска. Се гледаме за 7 дена. Пријатно.